страста кон запазување на моментот, која е некако поврзана со тоа што го работам графичкиот дизајн. Сакам да го забележам тоа што сум го видел бидејќи ми изгледа добро. Например, се воодушевувам да правам архива например на надписи на графити, тука сум инспириран од Бранко Прља директно. Обожавам да сликам настани например. Да речеме спортски, културни, маргинализирани групи, деца со атипичен развој, другата крајност, протести. Освен зачувување за една институционална, државна меморија на се што се случило или институционална меморија, да ги сочувам сите моменти што ми се случуваат во времето во кое живеам и да останат за следните генерации. Од една страна баш ме отсликува мене и како јас го гледам светот низ фотоапаратот, но од друга страна останува вечна архива, да остане вечна на тоа што се случило. Од друга страна праќаме порака дека тука сме граѓаните, следиме што се случува, не сме задоволни од нешто. Властите реално реагираат, така да многу ми се допаѓа тоа меморирање на настаните што ги правиме. Исто ми е гениално, например, да ја почувствуваат луѓето енергијата на Скопски маратон. Насмевки, грчеви од болка, тоа исто ми е фантастично. Има некојаш грч на лицето, ама сепак гледаш некоја енергија и тоа е тем да водушевам. Уживам да фотографирам, телефонот у секој момент имам 10.000 фотографии. Жена ми сака да ме убие кога и викам успори на автопат да фатам некој момент. Сакам на некој начин да ми остане меморија тоа што сум го видел. Едноставно ќе забележам добра композиција, добро светло што може да се случува во 15 минути во денот. И тогаш ја добивам таа манија да застанам, да окинам и да канатам. И се случува исто на пат да застанам сам низ град и да се вратам по некој кадар што сум го видел. Се сметам за самоук и се уште се сметам за апсолутно аматер фотографи, но како и во графичкиот дизајн и во типографијата се трудам да учам секој ден, тоа го пренесувам и на моите студенти. Луѓе нема крај, цело време се менува. Учам од македонските фотографи, Томислав Георгиев има ненормален континуиран напредок. Го гледам, многу ми се свига, се обидувам да учам од него. Отишол степен понатам. Многу го сакам например Роберт Атанасовски, Драгин Неделчевски, Кирил Штрков, од македонците. Да не заборам некој Александар Кондев, апсолутно легендата. Така да ме носат тие луѓе и ние учиме едни од други. Се надевам дека фала Богу некој помлад може ќе земе нешто и од мене. Јас и типографијата, ова е лудило прашање, мислам манијакалност, лудило. Првото био на Твитер ми беше фонт манијак. Прв пат се појави програмот Каламу за Атари, имаше векторски фонтови, бев шокиран што е тоа, се зголемуваат, не се деформираат. Првиот фонт го нареков К-бане се викаше, кирилица бане, и ми беше фасцинатно. Буквите кои ги читаме на некој начин ни праќаат две пораки. Тоа што е напишано, реално, и обликот на буквите со кој што е напишано. Така да типографијата има глас. Типографијата може да биде лута, солена, кисела, љубовна, блага, лигава, сладбарска, лудило од дејност и многу си ја сакам. Типографијата е моја вечна љубов. Од секогаш сум сакал убав изглед, така да веројатно од тој аспект сум почнал да се бавам со ова. И не би можел да замислам да се бавам со нешто друго. Значи, на формата да ги дадеме добар изглед, да ја направиме пофункционална. Учебникот да го направиш децата од прва делина да го сакаат, а не да го мразат. Се што дизајнираме за книгата учебникот да изгледа подобро. Едноставно, луѓето полесно ја примаат пораката преку добар дизајн. Добриот дизајн се помни, добриот дизајн останува подолго во меморијата. На некој начин полесно допираме до групите до кои се сакаме да допреме и тоа мислам дека е важна задача на графички дизајн. Можам да дизајнирам за протест, можам да дизајнирам да помогнам некоја добра акција, например како на точак. Никој не ми бара, туку сам сум одлучил да работам и тоа е апсолутна слобода и апсолутно уживање. Прво. Второто е средното ниво на уживање, пак исто апсолутно високо, кога клиентите ни даваат апсолутна слобода. Тоа е најдобро нешто и најдобрите дизајни во 30 години сме ги направиле, го имаме тотална слобода. И третиот е нормално да извадиме платата, сите знаеме како работиме, значи едноставно мора да се сработи. Ама во сите ситуации секогаш се трудиме да извадиме стварно максимум и стварно производот што ќе искочи да биде прифатен од луѓето за кои е наменет. И на еден начин да испратиме реално пораката што клиентот или луѓето во Македонија или организациите што протестираат сакаат да го постигнат. Тоа е, пак ќе речам, проблем или професионална деформација на секој дизајнер. Значи, се шеташ низ градот и гледаш лош фонт и си викаш леле кој го ставил. Гледаш лоша табла, гледаш добра табла, гледаш добар дизајн. И сето тоа на некој начин ти си дизајнер 24/7, ама сериозно е така. Значи, едноставно дизајнерскиот ум работи на тој начин. Да го направи поубав светот околу себе. Поубаво место за живење преку дизајнот.